Поздрав до сите. Мојот првичен коментар би бил дека ако по утрото денот се познава, мислам дека денес имаме еден добар показател, дека составот на Комитетот за односи меѓу заедниците во овој претенечки мандат ветува дека навистина нешто ќе сработи. Искрено и честитам на председателката и се радувам. Не би сакала тука да истакнувам никакви различности, но еве по некоја случајност се работи за жена председателка. Навистина ви честитам, како што спомена колегата Енес Ибрахим, бевме сведоци дека минатиот комитет имаше само една конститутивна седница и тоа беше и почетокот и крајот на тој комитет. Но секогаш јас ги превземам, сум самокритична, ги превземам и обврските на себе. Може би некој од нас требаше да биде поголем иницијатор и да настојува тоа да се случи, но еве нека биде тоа едно минато за пример како не треба. Бидејќи имаме навистина големи обврски, знаеме каде живееме. Македонија често знаеме да се пофалиме дека е мултиетничка, дека е тоа наше богатство, различностите треба да не поврзуваат, но на дело некако не многу би можеле да се пофалиме со тоа. Тука сме членови, представници на различни политички партии, припадници на различни религии и на националности, но еве се обединуваме за да се зафатиме за решавање на некои проблеми, што значи дека проблемите ги имаме. Лично јас доаѓам од Гостивар, град каде што македонската етничка заедница е малцинство, што секако треба да се разгледува на ниво на цела држава, каде што сите останати етнички заедници се малцинство, и се надевам дека навистина ќе имаме успех не само ова што еве председателката го подготвила како план и програма за оваа година или за целиот мандат, него навистина дека ќе се потрудиме нешто од тука да произлезе и како резултат, и како порака, и како промоција, како што кажа колегата Балковски. Инаку сум пратеничка на ВМРО ДПМН и коалицијата Обнова за Македонија. Сум сопруга, мајка на 2 деца, живеам во Гостивар, по професија сум стоматолог и магистер по менаджмент на човечки ресурси од областа на општествени и социјални дејности. Втор мандат ми е во ова собрание. Лично го нудам мојот потенцијал и желба и навистина искрено сакам тука сите заеднички да се гледаме како еднакви. Ќе се бориме за правата на сите, но да не заборавиме дека имаме и обврски кон оваа држава, како и обврски кон нашите поколенија, за кои што се надевам и би сакала да бидеме пример. Ви благодарам.